Добро утро, почитувани гледачи. Вие сте заедно со 24 од Сесрце. Јас ви благодарам што сте повторно со нас да ја проследите и денешната емисија. Се надевам дека содржините кои ги подготвивме денеска за вас ќе ви бидат интересни и ќе го задржат вашето внимание. Да останете заедно со нас се до самиот крај на емисијата. На самиот почеток го најавувам мојот денешен прв гостин и посакувам добри дојде на Надица Илиевска, нутриционист од Нутриционист Консалтинг. Добро утро и добре дојдовте. Добро ве најдов. Зборуваме секако на тема здрава исхрана, односно нашите навики, колку знаеме правилно да се храниме, што ќе значи секако наш подобар живот и наше подобро здравје. Ќе започнеме на самиот почеток со прашањето како да се започне денот, со каков тип на храна што за нас ќе значи подобра енергија и поубаво функционирање во текот на целиот ден. Доручекот е секогаш тема и кај нутриционистите и кај научната јавност, но покрај она што секогаш сакам да го нагласам, освен храната, наутро треба да го започнеме денот и со вода. И тоа е најчестото нешто што всушност го забораваме, бидејќи додека размислуваме за доручекот, треба секако да имаме во предвид дека всушност она што треба наутро прво да го направиме е добро да се хидрираме, односно да се напиеме вода. Што се однесува до доручекот, секогаш е строго индивидуално, затоа што зависи од тоа прво за каква возрастна група се работи, значи не е се исто што треба да доручкува дете кој што треба да оди на училиште, потоа возрасен кој што има пред себе тежок, напорен ден, или интелектуално трошење, или тешка физичка работа, потоа доручек на луѓе, на популација кој што има некој тип на хронично заболување, што значи дека треба да биде сепак доручекот индивидуално осмислен. Но она што е генерално важно за доручекот да влезе во поимот правилна исхрана, всушност е да даде доволно енергија за понатамошниот ден и да се состои од квалитетни намирници кои што ќе ни дадат доволно нутриенти за да го нахраниме нашиот организам, а не за да го оптеретиме со дигестија која што наместо да ни даде енергија, всушност ќе не направи поуморни и некаде околу 10 часот веќе наместо да бидеме разбудени, нас ќе ни се спие. Навистина на светско ниво актуелно прашање е здравиот начин на исхрана, односно здравата храна. Сега вие сте тука малку повеќе да ни ја разјасните границата помеѓу овие две работи, односно поврзаноста, меѓутоа и различноста, бидејќи претпоставувам дека многумина ги мешаат овие поими, а навистина многу се зборува која храна е здрава, која храна треба да се конзумира, меѓутоа претпоставувам дека начинот и времето кога ја конзумираме истата и незиното комбинирање е всушност најважната точка во сето тоа што внесуваме. Значи начинот како го внесуваме. Ајде вие повеќе стручно за ова да ни објасните. Значи здравата храна стана актуелна и тоа е за среќа и треба да бидеме информирани која храна всушност е здрава и што треба да конзумираме. Но она што сакам да нагласам е дека здравата храна, односно здравата и безбедна намирница е само еден сегмент од правилната исхрана. Правилната исхрана е многу повеќе од примање на здрави намирници. Здрава намирница не мора да биде здрава и благопријатна за секоја личност. Она на кое што треба повеќе да се даде акцент и да се едуцира целокупното население и во тоа дека правилната исхрана треба да ни даде вкупност на сето она што нас ни треба за да бидеме здрави. Секако еден дел се здравите намирници, но овде мора да го нагласам и начинот на спремање. Дури и начинот на чување на намирниците е дел од правилната исхрана. Сметате дека во тој дел е малку помалку се запознаени луѓето многу помалку како треба да се запознаени луѓето од тоа како треба да ја спремаат храната. Да, сите знаеме дека пржената храна не е добра за нашето здравје, но треба да знаеме зошто е тоа така и доколку веќе понекогаш постои одредена храна која што сакаме термички на тој начин да ја обработиме, како да ја обработиме. Например, многу се зборува за маслиновиот зејтин.
Тоа е здрава храна и тоа е здрава намирница. Но многу малку се знае дека ладно цедениот маслинов зетин всушност не поднесува никаква термичка обработка. И тука ние грешиме, каде што се мислиме дека ако готвиме со маслинов зетин добиваме здрав оброк. Всушност не, маслиновиот зетин, посебно ладно цедениот, не е погоден за термичка обработка. Така, ова е само еден пример. Да. Имаме многу такви намирници за кои што сепак треба подобро да се информираме и да се обратиме онаму каде што знаат да ни кажат како да се однесуваме према истото. Променливо време имаме, на вистина овој период еве кај нас зборуваме, меѓутоа малку да ни кажете повеќе за разликите во исхраната со самата промена на времето. Претпоставувам дека и организмот поинаку се однесува и поинакви намирници бара тогаш кога е потопло или тогаш кога е поладно. Сега се ближи летниот период, претпоставуваме повисоки температури, поинакво време, што тоа значи во промената на нашата исхрана. Како што се менуваат всушност и годишните времења, и така ни се достапни и одредени типови на намирници. И всушност човекот и така генетски има предиспозиции да се прилагодува и на времето. За жал, сето овие непланирани промени кои што се случуваат во времето, например, деновиве сме сведоци на многу температурни разлики, многу влага за овој месец од годината, но секако дека на организмот му треба прилагодување и во однос на промената на храната. Значи, сите тие промени од една сезона во друга сезона треба да ги правиме свесно и треба да ги користиме намирниците кои што излегуваат, значи, една по една. Веќе сме заситени од овошјето и овој период морам да признаам дека мора на некој начин полека да се прилагодиме. Значи, препорачувам сега веќе што повеќе конзумирање на јагоди, на цреши, на оние овошја кои всушност сега ќе ни станат достапни, а време е малку, портокалите, бананите, да ги оставиме, односно да одмориме. Што значи, најправилно би било да го следиме она сезонски што природата ни го дава. Најмногу се греши во ваквите преодни времиња со течностите. Навистина, сите флуктуации температурни треба да бидат покриени со доволно течности. Мора да го зголемиме внесот на течности за да се прилагодиме на промените на температура. Затоа што повеќе трошиме течности за време на топлите периоди. И доколку, а и така и е секогаш, во зимата користиме повеќе термички обработена храна. Сега е вистинско време да направиме промени во тоа да го зголемиме внесот на свежа храна, иако свежа храна треба во текот на целата година, да конзумираме повеќе отколку термички обработена, но зимото некако повеќе конзумираме термички обработена храна и сега треба свесно повеќе во исхраната да внесеме свежа храна, која што на некој начин ќе ни даде енергија да се справиме со високите температури, бидејќи организмот троши исто така е многу енергија, како за студените температури, така и за високите. Токму така. Претпоставувам дека како стручно лице ќе се служите со мене, често пати се среќавате со таквите примери дека тогаш кога ќе настане било каков проблем со здравјето, со покачената телесна тежина, тогаш всушност кај луѓето проработува многу повеќе таа свест како јас се хранам и дали тоа го правам на правилен начин. И сега моето прашање е колку треба уште од најрана возраст да се работи на свесноста пред се кај децата, што подоцна ќе стане навика за здраво хранење, односно правилен начин на исхрана, а не тогаш кога ќе настане проблем да се свестиме до каде сме всушност и тек тогаш да почнеме повеќе да се информираме и да се интересираме како се однесуваме сами према себе, односно како се храниме. Навистина сум многу задоволна од тоа што прехранбените навики се менуваат и се многу стана понагласен интересот за стварање на правилни прехранбени навики. И секако дека како што и сите животни навики или повеќето од нив се стекнуваат во семејството од најраната возраст, јас секогаш апелирам до младите родители да поведат внимание да кај своите деца прво во домот
се направат здрави прехранбени навики, а тоа се прави со личен пример. Не можеме ние од децата да очекуваме правилни прехранбени навики доколку во самото семејство и ние не ги поседуваме тие правилни прехранбени навики. Средината и она на што се изложени од типот на рекламирање на одредени типови на храна, кои што не секогаш се добри за здравието, на тој начин детската популација ќе биде поотпорна ако веќе има добри прехранбени навики и доколку веќе знае што е добро за нивното здравје. И тука навистина мислам дека во нашата држава постои еден вакуум кој што треба да се пополни со едукација уште од најмалата детската возраст за тоа дека дел од здравието се всушност животниот стил и вистинските прехранбени навики. Секако дека јас чувствувам потреба да ги споменеме диетите, односно ситуациите каде што зголемената тежина ги тера луѓето на некој начин да применуваат некои и не толку правилни начини да се справат со не, односно да ги намалат килограмите. Која е границата помеѓу диета, која што е правилна, односно правилен начин и режим на исхрана и оние диети кои што на некој начин представуваат гладување? Вишокот на телесна тежина е аларм секако. Но тоа не треба да значи дека тоа треба по дефолт да се следи веднаш некој диетен режим. Многу често искуството ми покажа дека само менувањето на некои прехранбени навики со тек на време ќе ја регулира телесната тежина. Постојат различни причини за појава на вишок на телесна тежина. И треба да се бараат причините за појавата на вишокот на телесна тежина, а не прибегнување кон брзи решенија. Секако, најголем како ние всушност и како стручна фела се трудиме да обрнеме внимание на тоа дека диетните режими од типот на гладување апсолутно се штетни за здравието и имаат контраефект. Она што значи диета, и буквално ако го преведеме зборот, всушност значи начин на исхрана. Диетата за намалување на телесна тежина треба да биде пред се многу добро испланирана и прилагодена за индивидуата. Дури и помеѓу половите и помеѓу возрастните групи постојат разлики. Треба да се води сметка за тоа дека иако сте вие на одреден протокол на исхрана, не треба да се лишите од одредени нутриенти кои ни се нас од животна важност. Тоа не значи дека треба по секоја цена да се гладува. Треба да се намалат количините, треба да се внимава во комбинирањето на храната. Но оно што искуството ни покажува всушност е начинот на исхрана. Некогаш препорачувам, дури и не намалувам калориски внес, но само се прераспределува и се менуваат комбинациите и постои исто така резултат. Оно што сакам да го нагласам на гледачите е никогаш да не гладуваат. Гладувањето носи опасност по здравието, а не носи добро здравие. Секако постојат медицински оправдани ситуации каде што се оди кон рестрикција, но тоа сепак треба да биде индивидуален пристап. За заокружување на нашиот денешен разговор со вас, сакам да ве прашам колку нашата лична информираност и интерес за тоа како здраво и правилно да се храниме. Знаеме дека навистина многу информации ни се достапни, особено на интернет. Може би голем дел од нас и убаво се чувствуваат со начинот на исхрана кој што го применуваат, меѓутоа тоа не мора да значи дека исто така е тоа и за организмот. Прашањето ми е колку начинот на кој што се чувствуваме и информациите кои ги примаме се доволни за вистински правилно да се храниме или сепак консултирањето со нутриционист навистина ни отвара едни други видици и навистина можеби повеќе значи за начинот на кој што ние ќе се храниме. Оно што секогаш го препорачуваме да бидат доволно информирани и да го слушаат своето тело. Но треба да бидат многу внимателни во прибирањето на информациите. Социјалните мрежи не се водич за здрава храна и за правилна исхрана. Наједноставен пример е оно што е здраво за мене, не мора да значи дека ќе биде здраво и за вас.
што значи дека секогаш треба да се проверуваат изворите. За жал, дури ние во печатените медиуми немаме нагласено од каде е изворот, од каде е земена оваа информација, од каде, дали е подкрепена со некаква научна студија и со каков тип на научна студија е подкрепена. И секогаш тоа го нагласувам. Инаку, секако дека треба на пошироко ниво да се направи една стратегија за информирање на луѓето што е здрава храна. Но крајниот совет е внимателно со она што ќе го прочитате на социјалните мрежи, секогаш проверете го ако не сте сигурни. И она што навистина се греши е да додека ние не почувствуваме дека нешто не е во ред со нас, мислиме дека не грешиме на начинот на исхрана. Вистината е дека ние кога тогаш ќе почувствуваме дека нешто не ни годи, токму поради тоа што негде грешиме во пристапот и во нашите прехранбени навики. Така, јас навистина ви благодарам за вашето денешно гостување и убавите исцрпни одговори. Ова е секогаш актуелна и значајна тема, така што се надевам дека повторно ќе бидете во некоја следна прилика, дел од 24 од срце, да зборуваме за правилен и здрав начин на исхрана. Ми беше задоволство и посакувам пријатен ден на вашите гледачи. Почитувани гледачи, вас ве поканувам и понатаму да останете со 24 од срце. По кратката пауза со нови гости се враќаме во студиото. Пролетна акција. Цел еден со екстракт од гел од полжав ја регенерира вашата кожа од акни, дамки, лузни и стрии. Истражувањата докажуваат дека цел еден делува ефикасно при проблеми со кожата кај сите генерации. Искористете ја пролетната акција и купете цел еден гел со 30% попуст и добите крема за раце како подарок. Достапно во сите аптеки и веледрогерии. Потребни ни се 15 свежи и миризливи портокали, за да направиме едно пакување Гутефрухте 100% портокал. Така што не останува место ни за додаден шеќер, ниту за конзерванси. Гутефрухте, без шеќер, без конзерванси. Го сакам! За методата лазерска корекција на диоптријата имав слушнато уште како студент во текот на мојот престој во Соединетите Американски држави. Моментот кога се запознав со тимот на Систина офталмологија, всушност ја добив потребната доверба и сигурност за да ја направам лазерската корекција на мојот вид. Закажете преглед и вие и за секогаш ослободете се од очилата. Систина офталмологија. Еј, сокче полно со витамини. Остај го сокчето. Мали ке те гризнам. Се зезам бе. Остај ми една голка, те молам. Што душкам? Празна е чашава. Го сакам, Гутефрухте, го сакам. Гутефрухте, без шеќер, без конзерванси. Го сакам. Ева на Македонија ви доделува вредни награди за енергетски ефикасен дом. Ажурирајте ги вашите податоци во Ева на Македонија и играјте за вредносни ваучери од 100.000 или 30.000 денари за целосно опремување на домот. А дел од корисниците може да добијат и сет за енергетска ефикасност. Проверете дали сте добитник на evana.mk. Евана, секогаш тука за вас. Ве мачи вишок желудочна киселина, жиговина или надуеност? Имате пожар во стомакот? Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни теgoби. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак.
Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Се враќаме назад во студиото и зборуваме за една навистина убава тема децата за деца. Ова е хуманитарна акција на Француското интернационално училиште, преку која се обезбедија едукативни картички наменети за децата во дневниот центар за деца со аутизам. За оваа цел представници од Француското интернационално училиште им посакувам добри ден на Жан-Франсуа Лерок и Билјана Кракутовска. Добре дојдовте во емисијата, ви благодарам што сте со нас. На самиот почеток, од каде идејата за организирање на една ваква навистина убава хуманитарна акција, еден убав гест и тоа нели поврзан со децата најмилите? Alors tout au début, d'où vient cette idée de faire ce type de donation, c'est-à-dire une donation aux enfants, aux nos plus chers? Alors, c'est un engagement collectif, c'est-à-dire les professeurs, les élèves et plus largement les parents, un engagement collectif, comme on dit en France, citoyen. Значи, ова е, како да кажам, заедничко ангажирање на сите, како што се вели во Франција, граѓанско ангажирање. Така. Et que, au travers de cet engagement collectif, on essaye d'apporter un petit plus dans un domaine qui est en général laissé de côté, qui sont les enfants autistes. И со ова наше заедничко ангажирање на сите нас, ќе се обидеме да допринесеме за, да речеме, една популација на деца кои се малку така трнати на страна, тоа се децата со аутизам. Претпоставам функционираат и за нив е поинакво целото општество, целото вклопување во општеството, може да докажете она што сакавте да ве прекинав. Je m'excuse, je vous ai rompu la parole, vous pouvez continuer dans ce sens-là. Alors, je voulais parler de la technique de la donation elle-même, donc qui sont des cartes qu'on appelle un système anglais, qui n'est pas français. Les cartes ont été importées d'Angleterre. PECS, Picture Exchange Communication System, qui est un système qui permet aux enfants autistes d'exprimer des idées et des émotions. Значи, нашата донација се состои од едукативни карти кои се направени, кои се изработени во Англија, од таму ги увезовме. Тоа е еден систем на игри направен по стандарди. Тоа е CIFC, тоа е систем за кој ги поттикнува децата преку слики да можат да се искажат. Значи го поттикнува говорот, нешто што е најпроблематично кај децата со аутизам. Децата за деца, така е насловена самата хуманитарна акција. Колку е тешко од една страна, меѓутоа е колку е значено уште од најрана возраст децата да се вклучуваат во вакви организации, во вакви настани, за да бидат и повеќе информирани секако и за на некој начин подобро да можат и тие да функционираат со други деца кои што се наоѓаат во една посебна состојба, меѓутоа тоа не значи дека се исклучени од општеството, нели? Donc, c'est une action humanitaire des enfants pour les enfants. Alors, quelle est l'importance d'inclure vos enfants de votre école dans une telle action humanitaire? Alors, l'école française en général, et pas seulement la nôtre, les écoles françaises ont l'ambition de ne pas simplement apprendre aux enfants des connaissances, mais aussi de leur apprendre ce qu'est la responsabilité, leur rôle dans la société. Значи, нашата школа, нашето француско интернационално училиште во Скопје, но и во главном францускиот образовен систем ги поттикнува децата на одговорност во општеството. Значи, не само бегло учење и трупање на знаење, туку и одговорност. Donc, il y a toute l'année
pas mal d'actions, mais pas seulement humanitaires, qui sont développées et qui visent à apprendre à chaque âge qu'au-delà de la connaissance, il y a aussi une responsabilité civile. Значи во текот на годината не само што се однесува до овој проект, туку и други работи, други проекти во нашето училиште. Значи крајна цел им е да се развие одговорноста на децата кон општеството, да се развие граѓанска свест. Тоест дел од граѓанско образование. Так. Како изгледаше самата хуманитарна акција? Какви активности имаа децата? На кој начин беа вклучени во истата? Donc, comment les enfants ont contribué dans cette action humanitaire? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, les enfants, il a été demandé dans chaque classe aux enfants, après qu'on a expliqué succinctement ce que représentait l'autisme et ce handicap, et qui est avant tout un manque de capacité à communiquer vers l'extérieur, comment essayer d'atteindre ces enfants qui ont le même âge qu'eux. Oui. Et la réponse qui a été amenée, c'est de produire des dessins, des dessins au travers desquels les enfants vont essayer de passer des messages à d'autres enfants comme eux, oui, qui ont justement des difficultés à exprimer des émotions. Значи најпрвен се направи скоро во сите оделенија, во сите групи во градинката, бидејќи ние имаме и градинка и основно училиште, направивме едно мало предавање кон децата што е аутизам, како се манифестира тој и заеднички се договоривме на кој начин ние да им подариме нешто на децата, да предизвикаме емоција и реакција кај нив. Така да одлучивме заеднички да правиме цртежи кои ќе побудат нели чувства кај децата и ќе ги натерат можеби да се искажат. Сметате како ова течеше, какви се вашите впечатоци отпосле, дали сметате дека е успешно и дали гледате всушност позитивни реакции од нивна страна, позитивни впечатоци, што значи дека навистина самиот проект, самата акција е добра и успешна, има резултати? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ce que les enfants ont produit, станува збор само за цртежите што ги направивме? Да, само за цртежи. Est-ce que ces dessins vont apporter les fruits souhaités auprès de cette population très sensitive? Je le souhaite. Je le souhaite. Ce serait prétentieux. Ce serait très prétentieux de ma part de dire bien sûr qu'on apporte un grand succès et qu'il y a des résultats concrets. L'autisme, la connaissance de l'autisme et des traitements de l'autisme progresse ces dernières années très rapidement. Pendant longtemps, on a fait beaucoup d'erreurs sur le traitement de l'autisme. Les psychologies comportementales maintenant amènent vraiment des débuts de réponse, mais ce serait très prétentieux de dire qu'on a un gros effet. Значи, ќе биде многу претенциозно јас да кажам да, направивме нели супер бум. Се надевам дека ќе побудиме чувства кај тие деца, меѓутоа знаете и сами дека сознанијата за аутизмот секоја година еволуираат, дека нели пред неколку години имавше доста погрешни третмани на децата заболени од аутизам. Науката сега доста оди напред со сознанијата, така да се надевам, бидејќи не сме некои големи познавачи нели, на таа област, се надевам дека нашата акција е добра. Да, тоа е, предпоставам, еден дел, меѓутоа си има свое место и е значаен дел од целокупната свест во општо во јавноста. Еве кај децата според мене навистина важно што од најрана возраст ова да се практикува. Сакам да прашам зошто го избравте токму дневниот центар за деца со аутизам како место каде што ќе направите оваа донација? Je voulais vous demander pourquoi avez-vous choisi le centre journalier des enfants atteints d'autisme pour faire votre donation? Parce que trop peu de monde s'y intéresse. Бидејќи многу малку луѓе се интересираат за тој проблем. Parce que ces enfants sont un peu mais c'est pas un problème macédonien, c'est un problème
quasi générale, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui sont un peu laissés de côté et que pour une fois qu'on peut contribuer à aider des gens qui sont les laissés pour compte, eh bien, je pense que c'était le rôle de l'école. Значи, и зошто исто се ангажиравме, бидејќи не само во Македонија, туку во Европа исто, овој тип на деца се оставени малку настрана и ние сакавме да почнеме да ги разбиваме тие табои. Имате различен тип на активности, не само оваа активност и оваа акција, каде што ги вклучувате и родителите на децата. Ме интересирате и реакциите на самите родители и стрикно за оваа хуманитарна акција, секако дека може да не позборувате и за некои други такви активности, исклучувања кои што родителите ги поддржуваат, јас се надевам. Donc, j'aimerais savoir si la participation des parents est grande dans notre école et si les parents participent dans une telle activité ou peut-être dans d'autres activités. Est-ce qu'ils font partie de la vie active de l'école? Absolument. Alors là, je dois admettre qu'on a beaucoup de chance dans notre école à Skopje. Имаме многу среќа во нашето училиште во Скопје. C'est qu'on a une vraie implication des parents. Имаме навистина вистинско учество на родителите во образовниот процес. Nous avons fait il y a 10 jours, 2 semaines, une journée portes ouvertes où il y a eu plein d'animations et plein de choses, la plupart gérées et organisées avec les parents. Значи, пред 10 дена имавме ден на отворени врати во училиштето, имавме многу интересни разновидни активности и повеќето беа организирани од страна на родители кои или ни помогнаа или директно се вклучија. Ça va même plus loin dans le sens où parents et professeurs organisent des activités de loisirs le week-end. Тоа дори оди и уште подалеку во дружењето, така да професори и родители организираат заеднички дружења во викендите. Donc c'est vraiment une grande chance. Et là, pour le coup, c'est quand même assez particulier à Skopje. И пак ќе кажам, тоа е баш особеност за училиштето во Скопје, да има толкаво мешање меѓу професорскиот кадар и родителите. Сакам да ве прашам малку да ни откриете за начинот и системот на кој што работи вашето училиште и можеби не сите, претпоставам дека има многу разлики кога станува збор македонскиот образовен процес и оној кој што вие го применувате, меѓутоа може да ни ги кажете вака главните разлики, оно што вие го сметате за една ваша предност. Donc, j'aimerais que vous expliquiez en bref comment votre école fonctionne, selon quel système scolaire, et puis bien sûr faire une petite parallèle entre les deux systèmes, le français et le macédonien. Alors, on est une école classique française, Ние сме класично француско училиште, homologuée par le ministère français de l'éducation. On applique les programmes français. Акредитирано од француското Министерство за образование и работиме според тие програми од француското министерство. La différence essentielle, c'est que nous donnons des cours de langue maternelle et pas mal de cours d'anglais. Значи, сепак во нашиот образовен систем има и една интересна работа што даваме часови по мајчин јазик, било тоа албански или македонски, и многу часови по англиски јазик. Alors après, l'autre grande différence, c'est que dans le système français, l'école maternelle est considérée comme une école. Donc, d'où le mot avec училiste, voilà, tout ça c'est compliqué parce que pour nous, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est une école. Една исто друга карактеристика што е различита од македонскиот систем е дека градинката се нарекува прво мајчино училиште, буквален превод, и тоа е мало школа. Значи, дел е од образовниот систем и кај нас е дел од француското интернационално училиште. Значи, почнувајќи од 3, 4, 5 години, мала, средна и голема група, но имаме исто така една новост што е интересна и малку не двои можеби од францускиот образовен систем, е дека ние имаме и прва мала група. Децата од 2 до 3 години исто ги прифаќаме. Бидејќи тука некаде сме при крајот на времето, јас го заокружувам овој разговор
ви се заблагодарувам за гостувањето и секако ја поздравувам оваа ваша акција која што беше главен причинител за денешното ваше гостување. Секако дека сме отворени и за сите следни активности, би ни било драго повторно да бидете дел од емисијата. Donc, je salue votre action humanitaire. Nous sommes ouverts pour d'autres rencontres et suivre vos activités. Merci, merci bien. Ви благодарам. Почитувани гледачи, тука некаде се збогувам со вас, бидејќи сме на самиот крај од емисијата. Ве поканувам да останете и понатаму со програмата на телевизија 24 Вести и до нашето следно видување. Од мене пријатно.